Умрев, ама турчинка не станав. Славна реплика изговорена од Цвета на крајот на драмата наречена Македонска крвава свадба. Но прашањето е, беше ли свадбата толку крвава колку што се мисли и ако беше, тогаш кој од свадбарите искрвари, а кој успеа да го спаси својот и онака беден задник? Со помош на современата технологија и временските машини успеавме да стапиме во контакт со учесниците на свадбарскиот масакр и да знаеме што навистина се случило на таа инкриминирана свадба. Добра вечер за Цвета. Цвето, навистина ли го кажавте тоа што пишува во драмата? Абре, таќе кажавши ми спасете овчарчето. Абре, беуден да не видим, ако не кажав како што кажав. Цвето, ти кај гледаш кога лажеш? Зашто таќе никој не ми веруе? Га љубев овчано спасе, га љубев, толку многу га љубев, што... Абре, га љубев. Сега не можем да кажем дека не га љубим, ка га љубим. И уште га љубим. Добро. Како да не га љубим, ка га љубим. Добро, Цвето, добро. Еве да кажеме за почеток дека ти верувам. Кажи ми сега малку повеќе за Осман бек. Абе, имаше еден таков бек што сакаше да ме потурчи, ама кога и дојде кај тетка ми да ме бара, тате ga отерал у мајчину, зашто тате мој беше многу сакалдисан и строг. Добро, и тогаш што, Осман бек те грабна? Не ме грабна турчето. Добро, тогаш предпоставувам дека избегавте со Спасе. О, Боже пази, па Спасе само га љубим. Аха, значи заминавте со Осман бек. Абре, не, имаше еден грк во тоа време. Не беше убав сега ка Спасе мој, ама таќе, леле, кај ќе ми купеше свила, срма, сардуње, јаглачиња, леле. Ох, Цвето, момеклето, полека малку. Значи, дај, кажете ми веќе еднаш што се случи на свадбата. Па побегнав со грчето, а Спасе мој заедно со Осман бек тргна да ме тражат. Па тие двајца беа уродени зашто сестра му на Спасета беше во сарајот на Осман бек. Леле, кога ме најдоја у кревет со грчето, ме истресоа од кревет и пак ме донесоја в село за едниот од нив да ме жени. И влечеа ждрепка и Осман бек ме доби. Леле, тогај Спасе се очука и од мака си га одгриза машкоста со запи. Леле, Спасе, брат. Леле, тате му кога виде дека можам да останам немужена, му даде благослов на Осман бек, ама тогај дојде мојно грче и рече да појдем со него, зашто и турците исто ка нас немало никогај да стана европејци. А ја нормално га послушав и си тргнав за него. И тогај Осман бек ми го ргна јатаганот у стомак, а ја га кажав познатата реплика дека турчинка не стануем, што не значи дека неќев да се погрчим. Добро. И благодариме на Цвета што ја прифати поканата да биде гостинка во нашата Skynet телевизија. Но, тука не завршува оваа љубовна мистерија, драги гледачи, затоа што имаме и други сведоци на тие настани. Сведоци кои верувам на сите добро ви се познати. Леле, колку се потресов, кога ја гледав сега Цвета, како себе да се гледам. И одма ќе ви кажам, Цвета наша е голем патриот. Овај ви го кажувам стручно, од економска гледна точка. Па тоа е супер ако сите жени прават како мене и Цвета, и ако си најдат по некое грче за дружба. Примерно, грците многу сакаат да се плеткаат со нас македонките и тоа треба да се искористи. Лиле, па гледајте, примерно какви се нивните жени. Акрепи. Фуј, ама знам што зборувам. Затоа нашиве моми македонки треба слободно да ги наведуваат грците да ги оставаат парите кај нас. Македонија, примерно, нема море, ама затоа можеме да развиеме друг тип на туризам. Лас Вегас. Вива Лас Вегас. Например, коцка, дрога и проституција. А за грците специјален попуст за 2 земени проститутки, третата гратис. Јас ќе видам таа третата
И сега одам ова да му го предложам на Грујо наш, за да го вметне во својата програма како 101 чекор. И браво за искреноста на Цвета. Браво, браво Цвето, браво. Лиле, каснама, премиерот ме чека. Ајде, цао, цао. О. Тоа беше големата мајка, божица на плодноста, уште од времето на неолитот, заштитничка на семејството и сведок на многу свадби и настани од минатото. Но прашањето е, дали секој мисли така? Можно ли е да има ликови со малку поинакви ставови околу крвавата свадба на Цвета? Дали е Цвета херој, шмизла или пуфла? Да ги слушнеме нашите повозрасни колеги. Ја ништо не знам, ти су болен. Еве, уште некој месец и ја ојдов на оној свет. Не, нормално дека си болен, затоа и се викаш болен дојчен, инаку би бил здрав. А и тоа што си болен не ти дава право да останеш без став, штом веќе си влегол во емисија. Убо, Машко, убо. Ако е така работата, ја ќе ти кажа нешто. То момичено, како го викаде... Цвета. Цвета. Многу убав прајд за здравието на луѓето во државава. Види, и наместо да се плеткат со нашинци и да ги китит со сексуално преносливи болешчини, таа се натегнуе со грци и други народи од околината што сакаат да ја разнебитат Македонија. Ними им пренесуј болешчини, а ние македонците сме си здрави. Не, мене не ме глеј, јас су болен многу. Ама не од такви сексуални болешчини, туку од друго. Убаво збориш, брату. Ние, експертите за одбрана, то го викаме биолошка војна. Без здрави поединци немаат здрава заедница. Море, колку мозок имало то, брато Дојчин, а школ сум ги му речам јас. Штета што таквите ко него овде кај нас никој не ги слуша. Фала Богу и мене некој да ме пофали за нешто што су рекол. Фала. Браво бе, Машко. А ја то одамна го зборе, брату. Уште од 903-та за време на востанието. Му велев јас на братот Карев. Брату Карев, во Битола се збира голем турски аскер. Ке трнат навака кон Крушево. Соуче не направат. Туку, дај да им ги пуштиме жениве наши во нивниот логор, за да им ја земат силата и да им пренесат некоја така болешчина, само да се чешат и да не може да се зборат. Морам да признам, драги гледачи, дека полека станува густо. Мистеријата наречена македонска крвава свадба полека отвара нови димензии и станува уште помистериозна и поприлечна за анализа. Но, да видиме какви се размислувања има нашиот колега и цар, господинот Самуил. Цвета во себе го носе Никулцо на ова време, бе, другарче. И не само што го носе Никулцо, туку тој кај неа век се изртил, бе. Дал нов и млад изданок, другарче. Сега, тој изданок ние сите треба да го полеваме тука, да го пазиме. Разбираш ли ти? Убаво кажано, цар, убаво кажано. Секој има право да се опушта, бе, другарче. Мене ми е многу убаво тоа што конечно македончето свате дека НАТО и овоа ЕУ интеграциите се подразбира се какво интегрирање, бе. На секој план, па дури и на плано на сексот. Каков таков. Не можеме ние да влеземе во НАТО и ЕУ се дека не го примеме убаво, бе, другарче. Треба да го примеме, разбираш? Убаво и групно да го примеме. Зашо и ЕУ, и НАТО постојат за блуд, бе, другарче, за блуд, за групен секс, разбираш? Таков и е самиот капитал што го држе. Блуден е. И сега ние сакаме да штрпнеме од тој капитал, а да не бидеме блудни. Не можеме тоа, другарче, не може така. Цвета да не беше тука? Беше, ама си замина, а ти си некоја другарка низна. Каква другарка, бе, јас сум Спасе овчарот. Спасе? Па зошто зборуваш како женско?
Извини, заборев дека си се укасал, кај што не требаше да. Кога веќе сме тука, да те прашам, болеше ли многу? Не ćeš да знаеш. И Цвета велиш не е тука? Добро, тогаш ке си одам. Каде одиш, да ги пасеш овците? Не сум веќе овчар. Сега сум евнух во Сарајот на Османбек. Одам на Халкидики да ја побарам Цвета. А, мори Цвето ме изгоре, мори Цвето. Мори Цеце. Збогум и за нашиот спасе, некогашниот овчар и селски пастув, а моментално евнух, кој нестрекно беше влюбен во мома Цвета, која во моментов шета некаде на Халкидики. Искрено, се надам дека на крајот успеавме да разрешиме една голема мистерија од македонската историја и дека сите станавме побогати за едно ново искуство. Наравучението се разбира само за вас го приготви нашиот громовник Перун, кој воедно ќе ни каже и нешто за времето. Наравоучение! Во секое црно има и бело, и во секое бело има црно. Времето денес не се разликува многу од времето вчера, како и времето утре, што нема да се разликува од времето денес. Јас сум богот Перун, вашиот временски пријател, и немој да чујам дека имате други временски пријатели, освен мене. Сервус!